Добра вечер во Дневникот на КТВ, 17 октомври 2025 година. Кампањата за локалните избори влегува во финушот. Денеска е последен ден, вечерва на полнок стапува на сила изборниот молк. Во недела граѓаните ќе се одлучуваат кој ќе биде иден градоначалник и представници на советите на општините. Тројца кандидати за градоначалник и 10 советнички листи. Ова е изборот за жителите на општина Кавадарци со право на глас на локалните избори во недела. Митко Јанчев е кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН. Тој во трката влегува за трет градоначалнички мандат. Виктор Велевски е кандидат за градоначалник од СДСМ, а Здравко Бошков од ТМРО. Во недела во општина Кавадарци ќе бидат отворени 60 избирачки места, а право на глас имаат 31.956 граѓани. Според информациите од Општинската изборна комисија, утре ќе гласаат 91 болно и немокно лице. Во општина Неготино ќе се гласа на 28 избирачки места, а право на глас имаат 15.920 граѓани. Утре правото на глас ќе го искористат 126 болни и немокни лица и 2 лица што се во куќен притвор. Во општина Росоман утре ќе гласаат 59 болни и немокни лица, а во избирачкиот список се евидентирани вкупно 3296 граѓани со право на глас. Ќе се гласа на 10 избирачки места. Во трката за прв човек на општината влегуваат 4 кандидати. Во општина Демиркапија во избирачкиот список се евидентирани 3180 Во општина Демиркапија во избирачкиот список се евидентирани 3186 граѓани. Од нив утре ќе гласаат 64 болни и немокни лица и 3 кои се во казнено поправни установи. Во недела ќе се отворат 11 избирачки места. Исто толку избирачки места ќе бидат отворени и во општина Демиркапија. Овде правото на глас го имаат 3038 граѓани, а право на глас утре ќе остварат 46 граѓани. Кандидатот за градоначалник на општина Кавадарци од ВМРО ДПМН Митко Јанчев ги повика кавадарчани да гласаат во недела. Заедно направивме многу, заедно сме непобедливи, порача на завршната пресконференција. Драги сограѓани, стојам пред вас со голема чест и одговорност како кандидат за трет мандат од ВМРО ДПМН. Заедно направивме многу. Градевме, создававме и се уште создаваме и се бориме за подобро утре за нашата заедница, за нашите семејства и за нашите Кавадарци. Сега сме пред нас момент што не смееме да го пропуштиме. Момент кога заедно можеме да ја потврдиме нашата сила и визија. На 19 октомври вашиот глас е моќ. Тоа е вашиот глас за стабилност, за просперитет, за иднина која ја заслужуваме сите. Ве повикувам масовно да излезете и да го заокружите бројот 9, број 9 за кандидат за градоначалник Митко Јанчев и број 9 за советничка листа на ВМРО ДПМН предворена од доктор Стојан Чарамов. Секој глас е важен, секој глас носи промена, секој глас ја продолжува нашата борба за посилна општина Кавадарци. Да покажеме дека заедно сме непобедливи, да покажеме дека нашата љубов кон Кавадарци и нашата решеност не се бриши со ништо. Излезете на 19 и заокружите го бројот 9, со гордост, со сила и со верба во заедничка иднина, заедничка општина. Во недела одлучуваме за иднината на нашиот град, порача кандидатот за градоначалник на Кавадарци од редовите на СДСМ Виктор Велевски и повика на гласање. Почитувани сограѓани, во недела одлучуваме за иднината на нашиот град. Не само за следните 4 години, туку за тоа какво Кавадарци ќе им оставиме на нашите деца и внуци. Јас, Виктор Велевски, не сум човек што ветува само празни зборови. Јас сум човек кој верува во работа, во честност и во одговорност. Верувам во град каде секој труд се вреднува, каде народот има право на достоинствен живот, каде институциите му служат на човекот, а не обратно. Кавадарци денес е град што заслужува повеќе. Имаме вредни луѓе, имаме потенцијал.
Сведоци сме на години неисполнети ветувања, на политики без насока и налаги што се повторуваат пред секои избори. Но јас верувам дека тоа може да се промени. Верувам дека Кавадарци може да стане град на можности, град што ќе дише чист воздух, ќе се развива со план, со грижа за човекот, за младите, за семејствата и за нашата иднина. Мојата визија е едноставна. Кавадарци да биде место каде секој ќе сака да живее. Да изградиме град каде младите ќе останат, ќе работат и ќе создаваат семејства. Град кој ќе ја вреднува секоја професија, на лозарот, на работникот, професорот, лекарот, трговецот, пазарџијата. Град што ќе ги поддржи своите граѓани, а нема да ги остави сами кога тоа е најтешко. Знам дека народот е изморен од лажни ветувања. Знам дека луѓето сакаат честна и искрена промена, за подобар живот. И затоа сум тука, не да бидам над народот, туку да бидам со народот. Да покажеме дека може поинаку, со вистина, со работа, со почит кон секој човек. Во недела, на 19 октомври, ве повикувам да излеземе обединети, да избереме вистинска промена, да избереме човек што ќе биде меѓу вас, што ќе ви ја подаде раката кога имате проблем, што ќе го врати гласот на народот таму каде што припаѓа, а тоа е општината. Заедно можеме да го вратиме сјајот на Кавадарци, да го направиме градот повторно горд, модерен и човечен, град на вистински вредности, на солидарност и напредок. Затоа, мои драги кавдарчани, во недела да гласаме со срце и чиста душа, да гласаме за работа, за честност, за промена, да гласаме за Кавадарци кое што го сакаме сите, да гласаме за број 5 за кандидат за градоначалник и советничка листа на СДСМ и коалицијата. Да живее Кавадарци. Благодарам. На овие избори излегов со програма и проекти, рече на денешната пресконференција кандидатката за градоначалник на општина Неготино Марија Нацева и ја побара поддршката од своите сограѓани. Почитувани граѓани на општина Неготино, вечерва на полноќ завршува рокот на времетраењето на изборната кампања, во која што во изминатите 20 денови се обидов и се надевам дека успеав преку теренски активности, секојдневно присуство меѓу вас и други форми на комуникација, да допрам до што е можно поголем број на лица со право на глас, да ја презентирам мојата програма, со која што настапувам како кандидатка за градоначалничка на општина Неготино, номинирана од најголемата македонска партија ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија, и да ве запознам со мојата визија за развој и растеж на општина Неготино. За разлика од моите против кандидати, кои што во отсуство на програма се расфрлаат со паушални и од ракав извадени проекти, без основа дека истите ќе бидат реализирани, јас на овие избори излегов со програма, со конкретни решенија за поубава општина Неготино, со готови проекти, со рокови за нивно спроведување и обезбедени финансиски средства, што е доволна гаранција дека истите ќе бидат реализирани. Сигнализирам да обрнете внимание на еден исклучително значаен момент од функционирањето на локалната самоуправа, а тоа е соработката и поддршката од централната власт. Да ве потсетам дека само во изминатите 15 месеци општина Неготино од Влада на Република Македонија за реализација на проекти доби финансиски средства во висина од околу 4,5 милиони евра, со тенденција за продолжување на соработката, финансиска и друга поддршка од владата, а се со единствена цел – Неготино и населените места да ги направиме попристојни и пофункционални места за живење на сите граѓани на општината. Се надевам и убедена сум дека во недела, на 19 октомври, ќе ја изберете вистинската понуда, која што ќе донесе ред, работа и проекти во општина Неготино, бидејќи ова се избори на кои што покрај за вашата улица, за вашето мало, за вашата непосредна околина, се избира човекот кој што ќе биде на чело на општината, кој што ќе се грижи за твоето место, за твојата иднина, за твојот дом. Во овој случај, домот е нашата општина.
Токму затоа, доколку ја делите мојата енергија, визија и подготвеност да бидам првата жена градоначалничка на општина Неготино во историјата, ве повикувам јавно во недела на 19 октомври масовно да излезете на гласачките места, да го остварите вашето право на глас и да гласате за бројот 9. Марија Нацева, кандидатка за градоначалничка на општина Неготино, и број 9 за советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, исто така подреден број 9, се со единствена цел во наредните 4 години да ја направиме општина Неготино уште помодерна и поубава средина за живење. Кандидатот за градоначалник на општина Росоман Стојан Николов на денешната пресконференција ја побара поддршката од жителите за втор мандат, како што рече, за да продолжи развојот на општината. Почитувани сограѓани, денес, на последниот ден од изборната кампања, сакам да ве повикам сите да излезете и да гласате. Јас знам дека изминатиот период бевте подложени на разни притисоци. Ви се закануваа, па дури и ако ставите обичен лайк на социјалните мрежи. Но зад параванот сте само вие. Само вие и никој друг. Вие одлучувате за еднината на нашата општина. Затоа, бидејќи сум докажал и покажал како се работи, бидејќи сум бил градоначалник за сите луѓе, ве повикувам во недела на 19 октомври да ја дадете вашата поддршка за бројот 5, за Стојан Николов, за општина која што се развива за сите граѓани подеднакво. Во моментов Кавадарци се развива со урбанистички планови кои носат огромна густина на население. Нашата визија за Кавадарци е град со мерка, град со душа, град каде што се живее, а не само се гради, град кој ќе ја сочува својата традиција. Порака на завршната пресконференција од Лимба Минова Златевски, носител на советничката листа, група избирачи за Кавадаречкиот совет. Почитувани, ние како советници нема да зборуваме за тековните работи како што се изградба на улици и комунална инфраструктура. Тоа и онака е обврска на општинските власти. Ние, како независна советничка група под број 45, сме целосно посветени на едно друго ниво на одговорност, на подобрување на заедницата, на едукацијата, на промоцијата на локалните потенцијали и на реализацијата на визијата што ќе го направи Кавадарци само одржлив град, во кој животот, земјоделството и индустријата ќе функционираат во склад. Во моментот Кавадарци се развива со урбанистички планови кои носат огромна густина на населението. Со темпото на изградба на новите згради малтене се доближуваме до густината по жител на хектар до град Скопје. Тоа не е природен развој, тоа е аларм за размислување или поточно време за резонирање на градот. Нашата цел е за резонирање, а не за забавување. Резонирањето значи хармонија помеѓу луѓето, просторот и природата. Во тој процес ќе ги активираме местните заедници, но не само формално. Нашата визија е да функционираат како мали, самостојни мала, односно локални микрозаедници од неколку улици каде што ќе се концентрирани на живот, услуги и одлучување. Идејата е секое мало да биде мала самостојна целина, мини град во градот. Сакаме граѓаните повторно да станат дел од одлучувањето, да се слушне нивниот глас таму каде што се носат локалните одлуки. Ке се залагаме за реално зеленило не само на хартија, за вистинско раззеленување и систем за рециклирање, кој ќе биде достапен и применлив за сите. За мерки кои ќе го исчистат воздухот, не декларативно, туку со конкретни чекори преку урбано планирање, поставување на зелени појаси и контрола на загадувачите. Нашата визија е за Кавадарци е град со мерка, град со душа, град кој живее, а не само се гради. Град кој ќе ја сочува својата традиција, а ќе го прегране модерното време, на начин што го почитува човекот, природата и иднината. Заокружете број 45 за листа на советници кој ви нуди визија и искрен пристап за да создадеме едно подобро и позелено Кавадарци. Нови проекти за младите, екстремни и алтернативни спортови, најави Јане Арсов, кандидат за советник во Кавадаречкиот совет, дел од советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ.
Почитувани граѓани, со задоволство ви најавуваме нови проекти од нашата предизборна програма со кој Кавадарци ќе стане регионален центар на екстремните и алтернативните спортови. Овие инвестиции се дел од програмата за развој на спортската инфраструктура во следниот мандат, со цел младите и спортските ентузијасти да добијат нови можности за рекреација и адреналински спортови. Картинг центар. Во Кавадарци ќе се изгради модерен картинг центар кој ќе биде наменет за рекреативни возачи, љубители на автомобилизмот и организирање на помали надпревари и настани. Овој проект ќе создаде нова спортско-рекреативна содржина која досега ја немаше во регионот. Планинска оф-роуд велосипедска патека. Љубителите на планинскиот велосипедизам ќе добијат специјално уредена оф-роуд патека која ќе овозможи авантуристички возење во природа. Оваа патека ќе биде наменета за сите генерации, од рекреативци до професионалци и ќе биде нова туристичка атракција што ќе го промовира активниот туризам во Кавадарци. Локација за спортско качување или клајмбинг. Ќе се уреди специјална локација за спортско качување која ќе биде безбедна и современо опремена, погодна за почетници и за поискусни љубители на овој спорт. Со тоа, младите од Кавадарци ќе добијат можност да се занимаваат со уште една динамична спортска дисциплина која ја негува храброста и издржливоста и тимскиот дух. Со овие проекти, Кавадарци ќе добие уникатна спортска понуда и ќе стане пример за град кој инвестира во иднината на младите и во развојот на новите спортски дисциплини. Нашата визија е Кавадарци да биде препознатлив не само по традиционалните спортови, туку и по современите и адреналинските дисциплини. На младите треба да им дадеме што повеќе можности да изберат спорт по своја мера и да живеат активно и здраво. Со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Имаме историска можност да одлучуваме во каков град сакаме да живееме. Порака од носителот на советничката листа на СДСМ за Кавадаречкиот совет Вуко Мелов. Почитувани сограѓани, драги кавадарчани, во недела на 19 октомври сите ние имаме историска можност да одлучиме каков град ќе им оставиме на нашите деца. Дали ќе продолжиме да живееме во Кавадарци кој се гуши во бетон, неправда и долгови, или конечно ќе изградиме град со душа, со правда и достоинство. Во изминативе години видовме како ветувањата остануваат само на хартија, а реалните проблеми на народот се туркаат под тепих. Лозарите се оставени на милост и немилост, младите заминуваат, пензионерите едвај склопуваат крај со крај, а јавните предпријатија се дават во долгови. Затоа денес, повеќе од било кога, потребни се честни, храбри и искрени луѓе. Луѓе што ќе го кажат она што народот го мисли и ќе го бранат она што е право и фер. На првите 3 седмици на Советот на општина Кавадарци ќе ги предложиме мерките од нашиот социјален пакет. Реални, човечни, праведни решенија што ќе помогнат на секое семејство. Бесплатна градинка за деца од семејства со ниски приходи, намалување на сметките за комунални услуги за 30%, субвенција за полагање возачка дозвола за млади до 29 години, субвенциониран огрев до 50% за социјално ранливи семејства, бесплатен автобуски превоз за жителите од селата, еднократна парична помош од 5000 денари за пензионерите со најниски примања, ослободување од плаќање на комунали за млади брачни парови кои градат свој дом овде. Овие мерки не се празни зборови, тие се символ на една нова, човечка и солидарна политика. Политика во која општината им служи на луѓето, а не на привилегираните. Ние не ветуваме чуда, ветуваме работа, честност и борба за секој човек во Кавадарци. Ветуваме дека ќе бидеме вашиот глас, гласот на обичниот човек, на лозарот, на работникот, на младите кои што сакаат да останат овде. Затоа ве повикувам да излеземе сите на 19 октомври и да гласаме за бројот 5, да гласаме за советничката листа на СДСМ и коалицијата, да гласаме за Виктор Велевски за градоначалник на Кавадарци. Да гласаме за честни луѓе кои не се плашат да ја зборуваат вистината. Да гласаме за Кавадарци што го сакаме и заслужуваме. Да ја вратиме надежта, човечноста и достоинството на нашиот град. Да живее Кавадарци, ви благодарам. Изградба на младински културен центар во Кавадарци најави на пресконференција Трајче Стојановски, кандидат за советник во Кавадаречкиот совет од ВМРО ДПМН. Почитувани граѓани,
Изградбата на современ младински центар во Кавадарци е еден од клучните приоритети во предизборната програма на градоначалникот Митко Јанчев и ВМРО ДПМН и пред се во програмата за младите. Центарот ќе представува иновативен, безбеден и инспиративен простор наменет исклучително за младите во нашата општина. Овој проект е директен одговор на реалните потреби и барања за младите луѓе, изразени преку консултации, анкети и јавни дебати во изминатиот период. Кавадарци има енергија, има талент и има млади кои сакаат нивниот глас да се слушне. Време е да им го дадеме просторот што го заслужуваат. Младинскиот центар нема да биде само зграда, туку место каде што ќе се создава и нината. Главни карактеристики на младинскиот центар ќе бидат мултифункционални простори за обуки, настани и младински активности, зона за млади предприемачи и креативци, поддршка за младински организации, волонтерство и иницијативи, културна сцена за музички, театарски и уметнички израз. Младинскиот центар е дел од поширокиот план за развој на младинските политики на локално ниво. Планот опфаќа и формирање на совет на млади, директна поддршка за ученички и студентски проекти, како и активно вклучување на младите во процесот на одлучување. Ова ќе биде ваш простор, ваш дом и ваша иднина. И искористете ја оваа можност да создадете, да поврзувате и да го градите Кавадарци како што го замислувате. Вашата енергија и идеи се двигателот на нашата општина. Иднината ви прибаѓа вам. Со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Масовно да излеземе на гласање за уште посилно Кавадарци, повика председателот на Општинската организација на ВМРО ДПМН Кавадарци Зоран Јованчев. Драги мои сограѓани, стојам пред вас како ваш пратеник и како дел од ВМРО ДПМН, со голема одговорност и посветеност кон нашата заедница. Заедно постигнавме многу. Ја изградивме инфраструктурата, ја зацврстивме економијата и работевме за подобар живот за секој кавадарчанец. Сега пред нас е нова можност да ја осигураме иднината на Кавадарци. На 19 октомври секој глас има моќ да ја продолжи работата за напредок и стабилност на нашиот град. Вашиот глас е глас за развој, за сигурност и за иднина која ја заслужуваме сите. А сигурноста и иднината ни е загарантирана со вистинскиот избор. Број 9 за кандидат за градоначалник Митко Јанчев и број 9 за советничката листа предводена од доктор Стојан Чорамов. Ве повикувам масовно да излезете и да го заокружите бројот 9. Заедно можеме да ја продолжиме позитивната трансформација, да ги заштитиме вредностите на нашата заедница и да градиме уште посилно Кавадарци. Да покажеме дека Кавадарци е заедница што знае да се избори за својата иднина. И излезете на 19 октомври и заокружете број 9 со гордост и посветеност кон нашиот убав град. Со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Сите млади да излезат на гласање, повик на денешната пресконференција од председателот на Социјалдемократска младина, Општинска организација Кавадарци, Атанас Петков. Почитувани сограѓани, на 19 октомври, недела, ќе се одржи првиот круг од локални избори. Момент кога секој од нас има можност да придонесе за иднината на нашата општина. Локалните избори не се само формалност. Тие се можност за реални промени, за подобра инфраструктура, подеднакви јавни услуги и создавање услови за достоинствен живот на сите граѓани. Затоа ве повикуваме сите да излезете и да го искористите вашето демократско право на глас. Вашето учество е од суштинско значење, за да изградиме заедница која се темели на вредности, одговорност и транспарентност. Ја бараме вашата поддршка за советничката листа на СДСМ и коалиција, како и за кандидатот за градоначалник Виктор Веревски, за окружи број 5. Секој глас се број, порача лидерот на СДСМ Венко Филипче и упати повик за гласање до граѓаните. Се брои и е важен секој глас. Вашиот глас в недела е глас за напредок, ред, правда и сигурност. Не дозволувајте да го оставиме нашиот дом на оние кои се оддалечени од народот, на оние што гледаат само своји интереси, што ја запуштија државата и општините
а гледаме дека државата повторно сакаат и да ја заробат. Во недела излезете масовно на гласање и осигурајте се дека иднината на општините, на државата е сигурна со луѓе што се грижат за секој еден од вас. Ние ветуваме работа што се гледа на терен, резултати кои се чувствуваат во секоја улица, во секое мало. Дека може општината да биде успешна приказна, кога се има визија, посветеност, кога се работи со искрена реализација, верба во работата. Тоа што сме вечерва собрани во така голем број е јасен показател дека сите имаме иста борба, иста мисла, иста желба, иста цел да ја вратиме државата во рацете на граѓаните. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски ги повика граѓаните да излезат масовно на гласање. Го повикувам да излезе и гласа секој еден човек, гласот на тивкото мнозинство пристојни луѓе кои ја носат државата на своји плеки. Вие сте силата на Македонија и вашата сила се состои од вашите одлуки денес. А да го одберете вистинскиот избор подразбира да одберете луѓе со кои заедно ќе ја градите иднината. Знам дека има многу луѓе кои искрено сакаат промени, кои сакаат европска локална самоуправа во Македонија, но може би се двоумат. Сакам искрено да им порачам, во Скопје и секаде низ татковината, не смееме да дозволиме повторно да се поделат гласовите. Не смееме да дозволиме гласот за промени да заврши кај тие што ја уништија Македонија. Гласот за партии кои немаат сила да победат, кои ќе земаат мал процент само за потоа да се распродаваат, е глас кој ќе послужи како понтонски мост преку кој СДСМ и ДУИ повторно ќе се обидат да се вратат на власт. Здравствен дом Неготино ги отфрла обвинувањата изнесени деновиве на пресконференција од СДСМ Неготино. Почитувани граѓани, во врска со изнесените дезинформации на пресконференцијата на 14.10.2025 година од Елеонора Настова Димова, а во интерес на вистината, должен сум како директор на јавна здравствена установа Здравствен дом Неготино да реагирам на изнесените невистини. Сите обвинувања се неосновани и ќе бидат документирани со факти. Изнесените дезинформации дека јавна здравствена установа Здравствен дом Неготино ќе се припојува кон општа болница Кавадарци се целосно неточни и неосновани. Не е разговарано за ова прашање никогаш, ниту пак има било каква најава од Министерството за здравство за такво нешто. Вистина е дека од сегаш имало соработка, па така и до денес доктори од општа болница Кавадарци со склучени договори вршат услуги во Здравствен дом Неготино, што е во интерес на граѓаните на Неготино, но и обратно доктори од Неготино биле работно ангажирани во општа болница Кавадарци. Неточна информацијата дека се укинати приправностите во оделот за радиодиагностика и биохемиска лабораторија, бидејќи и во двата одела приправноста на докторите специјалисти постои, а за трета смена и празници преку мој термин е укината можноста да се креираат упати од страна на дежурниот лекар на итна медицинска помош од причини што во нашиот здравствен дом немаме хируршко оделение. Итните случаи се транспортираат во општа болница Кавадарци или општа болница Велес, каде на едно место се добиваат сите неопходни здравствени услуги и се преземаат потребните интервенции. Ова е период од пред да ме назначат за ВД директор. Што се однесува за специјалистот невролог, согласно измените на Законот за здравствена заштита, докторите специјалисти се обврзани да работат во установата што ми ја дала специјализацијата во време траење еднакво на траењето на специјализацијата. Бидејќи време траењето на работа од 4 години беше поминато согласно подпишаниот анекс договор број 04/757/1 од 14.11.2019 година, подпишан од поранешната директорка, неврологот законски има право да ја напушти установата кога сака без да бара согласност од било кој.
За да продолжи да функционира одделението за неврологија, Здравствен дом Неготино има подпишано договор со Општа болница Кавадарци, кој е одобрен од Министерството за здравство, со што специјалистите по неврологија вршат прегледи на пациенти кои имат закажано преку мој термин. Како директор и како доктор сакам да нагласам дека здравјето на граѓаните и стабилноста на системот се мој приоритет. За таа цел, моја грижа е подобрување на условите за работа, обезбедување на нова современа опрема, проширување на услугите и вработување на стручен кадар. Апелирам до сите, пред да се изнесат вакви неточни и неосновани изјави, најпрво добро да се информираат, за да не се шири непотребна вознемиреност и загриженост во јавноста. Наша обврска е да се грижиме за здравјето на луѓето, а да не се занимаваме со шпекулации. Нашата установа континуирано ја извршува својата дејност во служба на пациентите со полн капацитет и во согласност со сите законски прописи и насоки од Министерството за здравство, а наша мисија останува грижа за здравјето на населението. Продолжуваме со спортот. Ракометарите на ГРК Тиквеш беа поразени од шампионот Еврофарм Пелистер со 25-30. Кавадарчани утре во салата Јасмин во рамките на ЕХФ Европскиот куп ќе го одиграат реваншот со турскиот шампион Бешикташ. Во последниот надпревар од редовното седмо коло од машката ракометна Суперлига, синоќа во салата Јасмин во Кавадарци, екипата на градскиот ракометен клуб Тиквеш го пречека актуелниот шампион Еврофарм Пелистер. Неполни 24 часа по исклучително тешкиот дуел со Барселона во Лигата на шампионите, битолчани триумфира на гостувањето во Кавадарци со резултат 25-30. Тиквеш успеа да го искористи заморот кај битолчани, па се до 43-та минута парираа солидно. На полувреме битолчани имаа предност од 12-15, а во 43-та минута беше 19-19. Потоа гостинските ракометари додадоа газ и превзедоа се во своји раце, доаѓајќи до победа од 25-30. Кај пелистерци, Хакбар Тајник, како и браќата Павле и Петар Атанасиевич постигнаа по 4 погодоци, а кај Тиквеш се издвои египчанецот Мохамед Магди со 8 гола, додека Коцев постигна 7 погодоци. Викендов, според последното делегирање, ќе се одиграат средбите од 8-то коло. Всушност, Бутел и Струга веќе го одиграа нивниот надпревар во кој Бутел славеше со 30-27. Денеска Куманово ќе го пречека Вардар, а во сабота Прилеп ќе го пречека Охрид. Во Битола ќе се сретнат двете екипи на Еврофарм Пелистер, а во Скопската преспратка Пролет ќе го пречека Алкалоид. Средбата Радовиш Тиквеш ќе се одигра на 22 и 23 октомври, бидејќи кавадарчани утре на домашен терен во салата Јасмин ќе го одиграат реваншот со турскиот шампион Бешикташ во рамките на ЕХФ Европскиот куп. Викендов заради изборите ќе нема кошарка ниту во машка, ниту во женска конкуренција. Тиквеш Голден Игала во вторник ќе му гостува на Работнички, а Пробаскет во понеделник ќе го пречека Бадел. Откако веќе од претходно беше познато дека надпревари во македонскиот фудбал нема да има викендов поради локалните избори во нашата земја, по барање на Министерството за внатрешни работи заради изборите одложено и следното коло во кошаркарскиот шампионат. Наместо викендов, третото коло од кошаркарската Суперлига ќе се одигра на 21, 22 и 24 октомври. Во вторник, 21 октомври, ќе играат Чаир ТФТ, Кожув Гостивар и Работнички Тиквеш Голден Игл. Ден подоцна во среда на 22 октомври ќе се сретнат Куманово и Феникс, а колото ќе се затвори со дуелите помеѓу Пелистер Маджари и Ангели МЗТ Скопје во петок на 24 октомври. Викендов и девојките требаше да го одиграат премиерното прво коло, но и тоа е одложено.
Во новата првенствена сезона кај девојките по нешто изменет систем, за шампионскиот трофеј ќе се борат 8 екипи. Согласно со системот за надпреварување, екипите ќе разигруваат двокружно по бод систем, што предвидува одигрување на 14 кола. Во вториот дел од сезоната, 8 екипи учесници ќе играат уште еднаш, односно уште 7 надпреварувачки кола по популарното оролоџо. По завршувањето на вториот дел се формира конечна табела, според која последно рангираната екипа, она на 8-то место, испаѓа во втората лига жени во сезоната 2026-27. Првите 4 екипи ќе играат во полуфиналето, односно во серија подобар од 3 надпревари. Победниците од овие серии ќе се пласираат во финалето, кое ќе се игра во серија подобар од 5 надпревари со домашна предност на подобро рангираната екипа. Првото коло кај девојките ќе започне во понеделник на 20 октомври со средбите Крива Паланка Патриот, Вардар Спортив Неготино и во Кавадарци во салата Јасмин од 19 часот и 30 минути Про Баскет ќе го пречека Бадел. Колото ќе заврши во среда, 22 октомври, со средбата МЗТ Баскеткам. Утре ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец, температура до 18 степени. Потоа до вторник ќе преовладува претежно стабилно време, а во среда повторно се очекуваат врнежи од дожд. Тука го завршуваме дневникот, ви благодарам на довербата и вниманието, ви посакувам пријатна вечер со нашата програма и најава. Во недела на денот на гласањето ќе ја следите отворената програма на КТВ. Во живо ќе известуваме за текот на гласањето, а вечерта секако и со првичните неофицијални резултати. Имајте пријатна вечер.